Braća i sestri, koga ja gledam vaka polna crkvata, polno mi je i srce. Međutim, vednoš se sećavam na našите prethodnici koji u ova malu Kruševu napravili tudi 4 crkvi. Znači, prethodnici da imale potreba 4 parohiji da ima ova malo Kruševu. Сега много мина се разселени. Ние во 2 цркви служиме, фактички во 2 парохии сега да има Крушево. Меѓутоа има потенцијали. Оваа црква, вие знаете дека се служи само на Свети Јован Крстител. А толку убава црква, ваков иконостас ретко ќе најдете во Македонија. Гледам само недостасуваат икони на долниот дел и тоа ќе го направиме со Божја помош. Меѓутоа друго сака да кажам, кога проповедав преѓе, а и воопшто и преку целата литургија се слушаше детски глас некој. И тоа воопшто на мене конкретно, а верувам на свештениците и на сите вас не ви смета, затоа што голема е радоста децата да ги носите на богослужба, од најмала возраст, од бебиња кога се, а камоли поодрастане. А тие кога се веќе поодрастати да ги пуштите и да служат во црквата, да за сите ќе направиме и богослужбени одежди, да одат на входот децата пред свештениците кога поменуваме из целата црква. Тоа е многу убаво. А и певците ќе се израдуваат ако придојдат и деца да се учат како нови певци. Зашто? Секогаш ние размислуваме генерацијски дека треба некој да не заменува. И јас како епископ, свештеници, како свештеници, поетите и било кој, знаат дека не се вечни тука. Туку дека едноставно треба да бидиме сите заменети. Ама за време на живот да изградиме достојни наследници. Затоа да ги носиме децата во црквата. Од нив се очекува дека тие ќе не наследат. Милоста Божја да биде на сите вас, нека ве храни, нека ве чува. Амин.